Групацијата на пазари и инспекциите ќе ги штитат пазарџиите од дивите продавачи. Всушност овој проблем е повеќе годишен, во континуитет се работи на ова, затоа што според некои статистики повеќе од 20% од прометот што се одвива на дневна основа на зелените пазари е промет што се одвива надвор од пазарите, односно кај дивите пазарџи. Групацијата на пазари функционира во рамките на Сдруженијето за комунални дејности при Стопанската комора на Македонија. Незините активности досега не успеа да ја променат генералната слика со дивите пазарџии. Начинот на организација и раководење со пазарите, групацијата го учи од земјите кои се поорганизирани од нас во тој поглед. Посета на пазарите во Грција, конкретно во Солун, Лерин и Воден. Всушност ова е во низа веќе посета на четврта држава во регионот, а целта ни е да видиме како се организирани технички и како е законски поставена организацијата на зелените пазари во земјите од регионот со цел усовршување и модернизирање на пазарите во Македонија. Состанокот на групацијата се одржа во Свети Николе, каде раководителот на градскиот пазар вели дека проблемот е искоренет во рамките на градскиот пазар, но на улиците и понатаму се присутни дивите тезги. Последните 2 месеца ни беа многу напорни, но со помош на полицијата, на општинските комунални инспектори, вроди многу успех и плод. Ние сега веќе диви продавачи немаме. Од пред 2 недели веќе немаме ние. Со исклучок на продавачите кои не се во склоп на градски пазар, кои продаваат по улиците низ целиот град. Истокот важи за земјоделски крај од државата, па овде дивите продавачи се многу застапени. Цела лепеза на прехранбени производи во домаќинствата доаѓаат преку ваквите продавачи, чие производство и продажба немаат никаква контрола од државата. Дали новата стратегија за решавање на овој проблем ќе даде резултат, останува времето да покаже.